Добра вечер, граду Херој. Почитувани кумановци, дозволете да ви честитам на одличниот резултат што го направивте во првиот изборен круг. Очекувам двојно повеќе гласови и за мене и за листата на 27. Неколку збора за листата која имаме пред нас, бидејќи за мене зборувавме доволно во изминатиот период. Имате одлична листа од носителот до последниот кандидат. Значи 20 луѓе без политички багаж, без раздавање тендери, без сомнителни вработувања, без земање кредити, без усул, значи луѓе со искуство, со своја биографија, доблесни, честни, фамилиарни луѓе кои се почитувани од својата средина и во средините каде што работат. Немој да се двоумите, оваа листа е двојно подобра од другата листа која ви се нуди, никакви дилеми да немате. И тука и во целиот регион мораме да освоиме најголем број пратеници на 27. Почитувани пријатели, сакам да проговорам накусо за првиот изборен круг. Да немаме никакви дилеми. Власта организираше тежок изборен фалсификат. По слободна проценка, од 80 до 100.000 гласови не беа украдени, кои реално требаше да бидат на нашето конто. Нема да имаме никакво оправдување ако на 27 дозволиме да ни се случи истото и повторно да биде променета волјата на македонските граѓани, која е доминантно за опозицијата, не е за власта. Во атмосфера на уцени и закани во која живееме, сигурно ќе биде така и на 27. Меѓутоа, мораме да се одважиме, затоа што немаме друг пат, нема друга алтернатива. Наспроти сите уцени и закани, наспроти тоа што државата се стопи со партијата, односно партијата ја приватизираше државата, нашиот пат е јасен. На 27. наспроти сите притисоци, ние мора да извојуваме победа, затоа што алтернативата е пропаст на Македонија. Почитувани, ова не го тврдиме само ние кои сме незадоволни со резултатите од првиот изборен круг, бидејќи не се реален одраз на стварноста. Тоа го тврди и посматрачката мисија на ОПСЕ. Македонија во изминативе 14 години, од 2000 година до денес, никогаш немала полош извештај на мониторинг мисијата, во која што се вели дека ние сме биле обесправени, изолирани и маргинализирани како опозиција и дека тоа најверојатно ќе ни се случува и на 27. Другата страна била фаворизирана и безмилосно ги користела државните ресурси. Но тоа и да се случува на 27 и во поголем обем, а ќе се случува, нема друга организирана политичка сила која може да им каже стоп и да ја врати земјата во нормален колосек. Да бидеме реални, почитувани пријатели, постои огромен резервоар на гласови кои се проопозициона настроени, но не ги искористивме во првиот круг. Мојата молба до сите вас е, во вториот круг, сите тие, а тоа се стотици илјади граѓани кои останаа дома, знаејќи дека секако влегуваме во вториот круг, да ги мотивираме да гласаат не со закани и со уцени, туку со аргументи, да гласаат за опозицијата на двете листи, за да можеме да направиме комплетна политичка промена. Не смееме да се задоволиме со тоа стотици илјади наши граѓани да останат дома, а потоа да се жалиме на сите инстанции. Мораме што побрзо да го направиме тоа, за да направиме уште поголема политичка мобилизација, бидејќи без таква масовна граѓанска и политичка мобилизација не можеме да ја смениме власта и на централно и на претседателско ниво. Ова го кажувам, драги пријатели, само од една причина. Ако не успееме да знаеме заради што е тоа направено, ние ќе се жалиме секаде. Ама ако не успееме да знаеме каде се нашите слаби точки, опозицијата има многу поголем капацитет од она што го покажа во првиот круг. Ние само најавивме колкава е нашата сила. Во вториот круг мораме да ја демонстрираме таа сила наспроти сите притисоци на оваа азнисана власт. Мојата слободна проценка е дека опозицијата мора да наближи и ќе наближи до 500.000 гласови и со тоа победата на двата избори ќе биде загарантирана. Почитувани пријатели, токму од овој град,
Сакам да упатам порака и до граѓаните албанци. Јасно е дека во првиот изборен круг имавме практично целосен бойкот од нивна страна на председателските избори. Можно е и во вториот изборен круг да биде таква нивната одлука или одлуката на нивните политички репрезенти. Меѓутоа сакам јасно да им порачам. Гласајте за кого сакате, но гласајте со бојкот, да сте убедени ќе му дадете само уште еден мандат на Груевски и уште еден мандат на Ѓорги Иванов, а вие самите велите дека од нив не сте задоволни. Значи со бојкот се легитимира продолжувањето на оваа власт и во владата и во председателскиот кабинет. Гласајте за кого сакате, повторувам, но немојте да бојкотирате затоа што со тоа де факто му давате легитимитет на досегашниот режим кој покажа исклучително лоши резултати во сите сегменти, но и во сферата на меѓуетничките односи. Почитувани граѓани, драги пријатели, порака до сите. Нашиот концепт, нашиот политички концепт, не само мојот, туку и на сите во оваа политичка структура кај Сдружената опозиција, е подобар во сите димензии, во се, од тоа што досега го гледавме од власта. Нашиот концепт за подобра и пострекна Македонија мора да победи на крајот. Моето длабоко уверување е дека ова е само една од етапите, само една од фазите во која ние, чекор по чекор, ние, сите заедно, треба да ја оправаме Македонија. Може би таа битка нема да заврши на 27. Јас верувам дека тоа ќе биде одличен почеток, но и да не биде на 27. Бидете уверени дека нема други освен нас, освен Сдружената опозиција која ќе мора со години и години нанапред да ја оправа оваа држава во која ја донесува на дното. Значи да останеме на купче, да останеме здружени со кренати глави, да не им попуштаме, бидејќи освен нас никој од другите организирани политички субјекти не може да подобри, да даде концепт за подобра Македонија. Да останеме заедно, да гласаме двојно повеќе на вториот круг, да бидеме максимално мобилизирани за сите фалсификати кои ќе следат и да прославиме на 27. Очекувам од овој град да дојде пораката дека сме победиле во цела Македонија. Да сте живи и здрави.